Здраво на сите и добре дојдовте во 71-виот дел на Зачудувачки факти. Иако повеќето луѓе на светот часовникот и кулата во Лондон ја нарекуваат Биг Бен, Биг Бен е всушност само името на големото звоно внатре, а не целата кула. Вистинското име на кулата е Елизабет. Единствената буква од азбуката која не се појавува на периодичниот систем на елементите е буквата Ј. Постојат само две земји во светот кои не продаваат Кока-кола: Куба и Северна Кореја. Англискиот збор за краен рок, дедлайн, односно смртоносна линија, потекнува од времето на граѓанската војна во Америка, кога немале каде да ги сместуваат воените заробеници, па едноставно исцртувале линија на земјата околу нив. Таа линија ја нарекле смртоносна затоа што секој што ќе ја поминал веднаш бил застрелуван. Зоолошката градина Уено во Токио им овозможува на посетителите да ја пробаат храната која ја јадат животните секојдневно. Не знам зошто некој би го сакал тоа, но во Јапонија веќе ништо не ме чуди. Според Гинисовата книга на рекорди, најскапото шише бело вино е Шато ди Кем од 1811 година, кое било продадено за $117,000 од античка винарска компанија на Кристијан Ван Еке на 18 јануари 2011 година. Во 1947 година Ханс Редел од Австрија стигнал до четвртото коло на Вимблдон. Ова било значително достигнување, бидејќи тој имал само една рака која ја изгубил за време на Втората светска војна. Тој се надпреварувал на Вимблдон до 1956 година. Ако отворите нов таб во пребарувачот во моментов и на Google го пребарате бројот 241-543-903 и стиснете да гледате само слики, ќе видите еден куп слики на луѓе кои ги ставаат главите во замрзнувач. Не знам зошто, ама пробајте. Кока-кола се првите кои ја створиле сликата на Дедо Мраз, онаков како што го знаеме денес. Во 1931 година компанијата му дала зарача на илустраторот Хадан Сандблом да се соочи со легендата на Дедо Мраз и да му даде лик. Сандблом, инспириран од класичната поема Twas the Night Before Christmas на Климент Кларк Мур од 1822 година, го направил Дедо Мраз дебел, весел, со голема брада и целиот облечен во црвено, како што го препознаваме и денес. Авторот Стивен Кинг ги продава правата на некои од неговите кратки раскази за само $1 на студенти од режија за да ги користат и направат филмови. Тој ги нарекува своите раскази Dollar Babies. И тоа беше се за 71-виот дел на Зачудувачки факти. Доколку сакате уште, лајкнете го ова видео и не заборавајте да се супскрајбнете на мојот канал. Фала ви многу за поддршката и ние се гледаме во следното видео.